Големо куќе скитник жестоко нападна 16 годишен ученик од Штип во населбата Македонка додека тој се враќал од училиште. Нападот се случил кај така наречениот подвозник во близина на Штипската касарна Јане Сандански. Од нападот детето има сериозни физички повреди, но и очигледно присутен стрес. Одеше и одеднашка излезе, почна да лае и бутнам. Дали тамо си поминувал често или секој пат? Често. О? Често. Имаше ли претходно? Не. И како се ослободи од него? Минејќи кола свирна и оно се тргна. Ученикот од многу посериозни повреди се спасил откако возилово минување со свиреш силно го исплашило куќето кое побегнало. Неговиот татко, Иле Давидков, е револтиран бидејќи агресивни куќиња во населбата можеле да се сретнат често. Многу има куќиња без разлика, чи сака нека, а јас ќе се справам, па некојот нека ме тужат мен. Не еднаш, не еден пат. Ја имам и на мене една падната, ама јас дипсам. Постар се одбранам, ама некој друго дете може го изеде. Не е работа тоа, само пушти го куќето и ајде, со здраве да дојме. Како дознавте за... Па те беа на работа дома, само што се отишла жена ми, звоне, она исплашено. Бевте ли? Бев на лекар, 1230 dinara, тоа башка телефонот 150 евра му го некта купи и стаја. Ојде и телефонот, ништо нема од телефон. Овој напад предупредува дека куќиња скитници се постојан ризик за сите, особено оние кои во Штип се донесуваат од други општини. Не го познаваат теренот и агресивно реагираат во секој момент. Можам да кажам дека во последно време има индиции дека некои лица донесуваат и куќиња скитници од други соседни општини кои што ги оставаат на јавни површини. При терен и увид на лице место забележуваме дека тие се некои нови куќиња, дека се донесени од страна и се надевам дека оваа недела ќе почнеме со нови заловувања и се за да се отстрани тој проблем, односно да нема неистретирани домашни миленици кои што се пуштени од сопственици или донесени од страна од некои други соседни општини.